Државниот завод за статистика ги објави последните податоци за индексот на трошоците на живот и цените на мало. Според податоците на Државниот завод за статистика, во ноември годинава трошоците за живот биле за 4% повисоки во однос на истиот месец минатата година. Индексот на цените на мало бележи зголемување од 3%. Според статистика, за еден месец, октомври-ноември, инфлацијата се зголемила за 0,5%. Зголемувањето на инфлацијата во ноември оваа година во однос на октомври 2025 година е резултат на зголемувањето на трошоците на животот во следните групи: транспорт за 1,7%, рекреација и култура за 0,9%, храна и безалкохолни пијалаци за 0,7%, мебел, покуќнина и одржување на домакинствата за 0,5%, ресторани и хотели, здравје за 0,3%, алкохолни пијалаци, тутун и наркотици за 0,2%, комуникации, облека и обувки и домување, вода, електрика, газ и други горива за 0,1%. Трошоците на животот во групите разновидни стоки и услуги и образование остануваат на истото ниво како и во претходниот месец. По воведувањето на стипендии за стимулирање на средношколци за упис на прв циклус на студии по македонски јазик за тековната академска година, Министерството за образование и наука годинава исто така за прв пат ќе додели 7 стипендии за втор и 5 стипендии за трет циклус на студиски програми за изучување на македонски јазик. За стипендија за втор циклус на студии, чиј износ е 9.000 динари, се доделува 9 месеци во годината. Може да аплицираат државјани на Република Македонија кои имаат завршено прв циклус на студии со најмалку 8 просечен успех да се запишани на акредитирана студиска програма по македонски јазик на втор циклус за прв пат во академската 2025-2026 година, да не се корисници на стипендија од други даватели. Кандидатите пак за стипендија за трет циклус на студии, чиј износ е 18.000 динари, се доделува 12 месеци во годината, треба да се државјани на Македонија со завршен втор циклус на студии со најмалку 8 просечен успех, да се запишани на акредитирана студиска програма по македонски јазик на трет циклус за прв пат во академската 2025-2026 година, да не се корисници на стипендија од други даватели, да имаат 2 препораки од универзитетски професори. Аплицирањето е исклучиво електронски. Студентите кои ги исполнуваат условите, пополнуваат електронска пријава и ја прикачуваат соодветната документација на euslugi.mon.gov.mk, заклучно со 9.1.2026 година. Крем соопшти дека Индија ќе продолжи да купува руска нафта се додека тоа и е корисно неколку дена по посетата на рускиот претседател Владимир Путин на Њу Делхи. Индија останува суверена држава и ги врши трговските операции каде што и е корисно, рече портпаролот на Крем Дмитри Песков на брифинг со новинарите. Коментарите на Песков доаѓаат како одговор на прашањето дали Индија ќе продолжи да набавува енергенси од Русија и покрај одлуката на Вашингтон да воведе 50% царини на индискиот увоз, делумно поради купувањето на руска нафта за време на војната во Украина. Песков посочи дека Путин во Њу Делхи разговарал со премиерот Нарендра Моди и изразил подготвеност Москва да ја обезбеди на Индија непречени испораки на гориво. Песков се осврна на односите меѓу Русија и САД, велејќи дека Москва гледа можности за обновување на билатералните односи со Вашингтон, доколку се отстранат иритантите во нивните односи. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп ја објави својата стратегија за национална безбедност минатата недела, во која ги дефинираше приоритетите за надворешна политика и одбрана. Документот нагласува дека постигнувањето брз крај на повеќе од 3,5 годишната војна меѓу Русија и Украина е основен интерес на Соединетите американски држави. Најмалку 30 лица беа повредени откако земјотрес со јачина од 7,5 степени ја погоди североисточна Јапонија во понеделникот вечерта, принудувајќи илјадници луѓе да ги евакуираат своите домови. Земјотресот се случил во 23 часот и 15 минути на длабочина од 50 км, околу 80 км од брегот на регионот Аомори, соопшти Јапонската метеоролошка агенција. Тоа предизвика предупредувања за цунами кои сега се повлечени, додека беа видени бранови од 70 см. Некои железнички услуги се суспендирани, илјадници домови останаа без електрична енергија. Властите предупредија дека во наредните денови може да се случи посилен потрес, повикувајќи ја јавноста да
остане во состојба на висока готовност, најмалку една недела според извештаите на локалните медиуми. Обраќајќи се до граѓаните погодени од земјотресот, јапонскиот премиер Санае Такаичи рече: "Потврдете ја вашата дневна подготвеност за земјотрес, како што е обезбедување на мебел и подгответе се веднаш да се евакуирате, ако почувствувате тресење." Според новинската агенција Reuters, издадени се наредби за евакуација на околу 90.000 жители. Јапонската влада формираше канцеларија за одговор во рамки на Центарот за управување со кризи на премиерот и свика тим за итни случаи. Земјотресите по Нанкајроу, област на сеизмичка активност која се протега по должината на брегот на Јапонија на Пацификот, веќе се одговорни за илјадници смртни случаи таму. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Во утринските часови наместа ќе има зголемена облачност, која во текот на денот ќе се намали. Ќе дуба слаб ветер од северозападен правец. Во Скопје, предпладне во делови од котлината ќе има услови за појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, претежно тивко. До крајот на неделата земјава ќе биде под влијание на висок воздушен притисок, кој ќе услови стабилно и релативно топло време. Поделни котлини во предпладневните и ноќните часови ќе има појава на магла.